Да, продолжуваме со емисијата, како што кажавме, Горан Арсовски, Комунистичка партија на Македонија. Господине Арсовски, добро дојдовте во студио 10. Ви благодарам за поканата, добро бе најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Вие сте повторно кај нас, Комунистичка партија, која некогаш била единствена партија во Македонија, сега некако не се зборува премногу за неа. Имаме уште една исто така со признак Комунистичка партија, која функционира, но гледаме дека во јавноста ве нема многу. Обстоите, екзистирате, како функционирате политички? Па видите, ние функциониравме, постоевме, требаше да се пререгистрираме пред одреден временски период. Меѓутоа, гледајќи целокупната состојба во државата и тоа све што се случува, на нашите тела, на нашите органи, Централниот комитет, председателството, разговаравме, со повеќе членови се консултиравме и донесовме одлука да преидеме во движење, односно во народно граѓанско движење на Македонија, бидејќи сите ние добро знаеме дека комунизмот е една идеологија, да пренесеме тоа кај граѓаните на Република Македонија, бидејќи според нас, кога ќе го кажеме поимот политичка партија, тоа асоцира повеќе на, сега да бидам малку вулгарен, криминално удружение, со едни зборови, еден збор кажано, криминална банда, бидејќи ако направиме една ретроспектива во изминатите 30 години пресек на овие влади кои што ја предводеле Република Македонија, ќе видиме дека после нивното завршување на нивниот мандат, едно 60-70%, можеби и повеќе, завршуваат во притвори, затвори, со тешки кривични пријави, со истражување на полицијата, така да нашите граѓани се, колку што можевме да видиме, разочарани од действувањето на политичките партии кои што се во Република Македонија. А како што рековте, беше една, според нашата програма и нашето видување, не знаеме, можеби повторно ќе биде една. Со ова не би сакал да ја потценам демократијата во Република Македонија или во светот, во западниот особено. Меѓутоа, под демократија се подразбира оно што го сака народот и мнозинството на народот, на граѓаните, а не оно што ќе ви кажат од страна и што треба да го имплементирате во вашата држава. Па добро, дали комунистичката идеологија целосно исклучува демократијата? Значи, еве, доколку, да речеме, теоретски дојде комунистичка партија на власт, што значи тоа, дека не треба да постојат други партии? Може ли комунистичка партија со својата комунистичка идеологија која потекнува нели од идеологиите или од делата на Маркс и Енгелс, на Капитал, на Ленин и така натаму, да функционира во вакво време, во демократско време? Можно ли е тоа? Или тие се идеологии целосно анахрони сега со современоста? Па видете, има примери во светот. Моментално најмоќна економска држава во светот е Кина, каде што имаме една партија каде што функционира. Сега може би е лош пример, меѓутоа јас ќе го наведам примерот на Северна Кореја. Ние имаме сосема погрешно гледиште за тоа. Северна Кореја е една сосема напредна држава, со модерни автопатишта, модерни болници, модерна економија, да не кажам воена структура и така натака. Не дека да бидам погрешно сватен, сме против демократијата и дека нема да постојат, ќе постојат. Меѓутоа, народот ќе си одбере тоа што треба. На крајот на краиштата ние бевме сведоци на постоење на таква држава, која што се растури, а сега 50-60% може би повеќе од жителите на тие сега самостојни држави повторно би се вратиле на тоа истото. Ќе постојат и други политички партии. Меѓутоа, како што гледаме во Република Македонија и кој е нивниот придонес за напредокот на државата, се сомневам дека би имале некаков успех. Да, вие кога зборувате за функционирање на комунистички партии, интересно е што, да, навистина и во некои западноевропски држави постојат комунистички партии, функционираат, имаат одреден број на гласачи, немаме никаде да речеме мејнстрим некоја комунистичка партија, но сепак функционираат во општеството многу давно, но во Македонија никогаш некако не заживеа. Што мислите, зошто не заживеа? Бидејќи кај нас, ајде да речеме некако СДСМ се сметаше за наследник на таа комунистичка партија, продолжи така да екзистира. Имавме уште една социјалистичка партија која
исто така Функционира. беше силна на времето и се уште функционира. Имаме потоа луѓе кои произлегува сите тие партии, но самата комунистичка како комунистичка никогаш не успеа да создаде некоја популарност. А сега да не забораваме, ја имаме левица која на некој начин, ајде да речеме, најдиректно се идентификува со таа комунистичка идеологија. Па видете, после самостојувањето, како да се изразам сега, не знам да не биде некој навреден, кога ќе се кажеше комунист или комунистичка партија, луѓето во најмала рака се сраме од тоа. Не сакаат да бидат посоветувани со тоа. Не знаејќи што ќе доживеат понатака и што ги очекува. Сметаат дека со демократијата се решени сите нивни како екзистенционални општествени проблеми. Меѓутоа изгледа сосема обратно. Ништо во Република Македонија не се реши со тоа што се укине комунистичката партија и на нејзино место дојде Социјалдемократскиот сојуз, кој се прогласи себе си за наследник, го зема и имотот на комунистичката партија и потоа видите до каде ја донесе државата. Сведоци сме денеска што се случува. И сега имаме, значи, ова што вие го кажувате како на некој начин дека се срамеле луѓето, и сега имаме навредлив термин кој се употребува, кој е поврзан со комунизмот. Најчесто така се навредуваат припадниците на СДСМ, но сепак, значи, комунизмот се користи денес за навредување на луѓето, како што вие велите дека е навистина срамотно да се... Па не знам, комунизмот не верувам дека се користи се уште за навредување. Тој има еден друг израз за навреда на членовите на па сепак произлегува од комунизам. Добро да кажеме. Не, зборувам за... на комуњари. Да, комуњар, да. Комуњари е една работа, тоа може и да им се припише нив, мислам дека се комуњари. Меѓутоа комунистите сосема друга работа. Тоа се луѓе кои што произлегува од системот, кои што се снајдува потоа во плурализмот, да кажеме, меѓутоа се снајдува на многу лош начин. На начин со измами, со тоа го обезвредни општествениот имот, го присвоија, го ограбија како државата, така народот, се што постоеше, се уништи сето тоа и видите до каде не донесе. До каде сме сега. Во Република Македонија е уништен и раскрчмен имот во негде тоа време се уште мислам сега, не знам која е вредност, меѓутоа во тоа време беше негде околу 4 до 5 милиарди марки или долари, не знам. Пошто немаше евро. Зошто господин Арсовски се уште луѓето, и вие тоа го спомнавте, тоа го покажуваат, всушност и анкетите на просторот на целата пранешна Југославија, се уште чезнеат, копнеат по таа држава, се уште ја сакаат, па дури и луѓе млади кои никогаш не ни живееле таму, сепак велат дека е било подобро. Се работели за ајде да речеме, за да не кажам заблуда, туку повеќе за разочараност од сегашните системи, отколку тоа дека навистина во таа држава било толку добро. Па извинете, јас мислам не се извинувам, дека било добро. Бидејќи во таа држава вие сте можеле едно семејство со 20 вработени родители да си дозволи себе си летување 10 до 15 дена, да си дозволи зимување 10 до 15 дена, да си дозволи да купи стан, сопствен стан. Дали ќе биде 40, 50 или 150 квадрата, тоа е веќе друго, во однос на тоа каде и како се вработени. Да си дозволи автомобил, да си дозволи штедни заштеди. Ова денеска во ова време тоа го нема. Не знам вие колку луѓе познавате кои што себе можат да си дозволат летување, да кажеме, ајде не кажам Дубровник еве на Црногорското приморје во годината. Колку можат, па не можат ич, може да освен неколку стотици, на Хрватското приморје. Тоа сето беше достапно на тие граѓани. Безбедноста, сигурноста, што ја има, ја немаат во овие нови држави. Тука имаме енормни разлики помеѓу богати и сиромашни, не дека тоа не го осудувам, меѓутоа разлики кои што не се направени во основа на трудот. Има и што се настанати во однос на тоа како луѓето работеле, во основа на трудот. Меѓутоа, по нивна перцепција, тоа е све направено со измами, крадење, грабање, сегде тоа се чувствува во сите држави, без разлика дали е Словенија, Хрватска или Србија. Но кога зборуваме еве за оваа разочараност на граѓаните која навистина постои, тоа е очигледно, потоа кога доаѓаат избори, граѓаните најчесто повторно бираат за истите партии ги бираат. И така се вртиме цело време вокруг. Па во Македонија е така. Еве ние имавме проблем со пререгистрацијата. Како ви кажав дека ќе преминеме во народно движење и преминавме.
Не можете вие да барате луѓе да ве подржуваат кога имаме 2-3 огромни партии кои што сите луѓе, мислам, мнозинството на народот во Македонија се нивни членови. Мада луѓето во Македонија имаат и по 4-5 партиски книжки. Меѓутоа пред секој избори тие одат тамо каде што сметаат дека е најдобро, каде што сметаат дека ќе добијат вработување. Секој, не секој, можеби меѓутоа 80-90% во Македонија од граѓаните се со кредити, со работа, сите семејства имаат вработено од некаде во 1, 2, 3, 4 члена, сите се со извршители, сите се со банковни кредити, сите гледаат да се ги решат екзистенцијалните прашања. Во последните години, кога се отвори Европа за македонските граѓани, ве сведоци сме до каде е дојдено иселувањето. Каде што сите сега со пасош можат да отидат да побараат работна дозвола и да работат во западноевропските, па и во источноевропските земји повеќе. Мислам, тука нема некоја голема разлика меѓу Чешка, Словачка, да кажеме, Полска и другите, Франција, Германија, Белгија, Холандија и така натака. Така е, тоа се жалат и останати помали партии, ајде да речеме дека системот е така направен. Значи не се направија реформи, не се воведе една изборна единица, не се направи отворени листи, едноставно со ваквиот политички изборен систем, ајде да речеме, големите партии држат монопол. Не може мала партија да тешко или многу тешко може да дое до израз, потребни се огромни финанси за таа да функционира. Значи ние имаме една замрзната политичка слика која тешко може да се смени, ми се чини. И тешко може некоја помала партија да дојде да направи некој поголем резултат. Па во право се. Во Македонија во моментов е таква состојбата во политичкиот свет, во политичкиот живот, мислам, политичкото действување. Една релативно мала партија што беше нашата, се надеваме ќе стане поголема, не може да најде свое место, што би рекле, на политичката сцена во овие услови. Затоа и ние и тоа и го разговаравме. Може ќе се стрпиме ве коалицијата каде што бевме члени, се уште сме членови, дека ќе биде воведена една изборна единица, дека ќе бидат воведени отворени листи, каде што секој ќе има шанса да дојде и да освои гласови. Бидејќи не можете вие во едно затворено општество со така уценети граѓани да действувате политички. Спомнавте за Левица. Левица да, меѓутоа Левица според мене не е комунистичка, баш комунистичка партија, повеќе е десничарска партија. Сега не ги идентификувам или споредувам со нешто што може би утре би замериле. Според нивното делување и според начинот. А овдека партиите во Република Македонија без финансиски средства, без огромни спонзорства, а потоа тие спонзорства ќе се бараат против услуги, се знае тоа, никој не дава, нити сака да даде ако нешто не добие. Многу тешко се доаѓа да се освои пратеник или како советници на локалните избори може и се освојува. Еве, ние пробавме со кандидат за градоначалник на локалните избори. Друго имате и, како да ви кажам, да не кажам и фалсификување на гласови, во еден момент имаме неколку илјади, потоа имаме неколку стотини, па не се браќаме неколку илјади, па на неколку стотини, бараме образложение. Нивниот одговор е, важно учествувавте, ве видоа сите. Ние не имавме само да учествуваме и да не видат сите. Баравме резултат. Ова што го спомнавте за идеологија е интересно, ја посочивте Левица, но ми се чини дека тоа е проблем кај сите партии, како партиите да немаат јасна идеологија, кои се леви, кои се десни, па ја менуваат улогата, па потезите што ги прават не наликуваат на идеологијата која застапуваат. Како да немаме јасно идеолошки профилирани партии? Па немаме, сето тоа е, како да ви кажам, кога ќе се формира политичката партија, која ќе добие на тежина, која ќе освои одреден број на гласови, квантум, што се вика, еве Левица, можам да им честитам, они освоија доста гласови, како на локални, така и на парламентарни избори. Во еден период, сите членови на раководството на таа партија очекуваат да нешто да добијат. И доколку вие продолжите така да бидете како во опозиција, да кажеме, стално, тогаш тоа се доаѓа до руинирање на членството. Што сметам дека сведоци сме и сега. Има повеќе партии, нема напредок, туку има назадување. И во однос на тоа, дали ќе се приклучите кон една поголема партија или кон друга поголема партија, кон една опозиција или друга опозиција, во зависно што ќе добиете, вие ги минувате своите политички убедувања. Од тогаш почињате да ги
тој ги прифаќате убедувањата на партијата и на големата политичка партија, предводникот на опозицијата, каде што одите. Не останувате доследни на својата идеологија. Да. И тогаш граѓаните имаат и тие една збрка во главата. Едно е те исто. Сите одат ради За кого да се определат? лични причини. Зборам за раководството на партиите, за партиите, добар дел од членовите. Да, клиентелизам. За тоа зборувавме, да. Добро, господине Арсовски, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и вам. Ова беше Горан Арсовски од Комунистичката партија, која, како што најави сега, веќе станува народно движење. Останете со нас, продолжуваме со емисијата, за кратко продолжуваме со Ненад Јовановиќ, политички аналитичар.